Добар ден, почитувани, го следите магазинот за родителство, 0+ месеци на телевизија Телма. Во бременоста се минува апетитот, обично силно се зголемува, па представува вистински предизвик да се јаде здраво. Како да се одолее на одредени продукти кон кои се развива огромен афинитет, што да се конзумира, а што да се избегнува. Исхраната и хидратацијата се клучни компоненти за здравиот развој на фетусот, но и за зачувувањето на здравието на идната мајка. Затоа на оваа тема денеска разговараме со магистер Емилија Спасовска-Мојсовска, нутриционист. Разговорот следува веднаш по рекламите, ќе имате можност и вие да се вклучите со ваши прашања во програма. Останете на Телма. Честопати го слушаме советот дека трудницата треба да јаде за двајца, но дали е тоа навистина така? Каква исхрана се препорачува за здрава бременост? Колку течности да се внесуваат во овој животен период? Бројни се дилемите. Од неодамна Роса реализираше проект во кој собра на едно место повеќе експерти од различни области со цел да им овозможи на родителите да добијат одговори од прва рака и кои ќе им бидат достапни во секое време. Под името Роса, онлайн школа за родителство, објавен е првиот серијал видеа кој може да ги погледнете на веб страницата на Роса или на нивниот YouTube канал. А денеска на тема исхрана во текот на бременоста разговараме со магистер Емилија Спасовска-Мојсовска, нутриционист. Добре ни дојдовте во студиото на Телма и добре ни дојдовте. Така, добро ве најдов, благодарам. Така, добар ден. Благодарам за поканата и секако ми е драго за овие емисии, особено што сум член на онлайн школата родителство на Роса Вода, кое што навистина даваме едукации од повеќе аспекти каде што вклучуваат стручен тим. Така да исхраната за време на бременоста, како и хидратацијата и какви ресурси треба да искористиме ние во текот на оваа фаза, најубавата фаза во животот на една жена, сепак денеска нека слушнат и нека бидат дел од она што го препорачуваме ние како нутриционисти, како совети, нека ги искористат овие совети за здрава и избалансирана исхрана и за здрава бременост. Така, некои жени за време на бременоста многу брзо го менуваат конфекцијскиот број, други пак страшно внимаваат да не ја променат својата силуета и да не се поправат премногу. Па колку килограми е нормално да се качат за време на бременоста? Вака, сепак ќе спомнам основната и појдовна точка во поглед на базалниот метаболизам или БМ или индекс на телесната маса во однос на тежината, која што се согледуваат параметрите за една жена поделена во повеќе класификации, дали се работи за подхранетост, нормална тежина, дали спаѓаат во категорија на гојазност од прв, втор и трет степен. Секако дека оптималната телесна тежина во однос на висината кај жената која што е подхранета, нормално е да се зголемат 11 до 17 килограми, онаа која што има нормална тежина од 12 до 15 килограми, прекумерна тежина од 7 до 10 килограми и оние кои што спаѓаат во класификацијата на гојазност од прв, втор и трет степен, односно БМИ-то кој што е од 30 до 40 и над 40, тогаш килограмите е нормално и потребно е да се зголемат од 5 до 6 килограми. Значи важна е појдовната тежина. Почетната тежина. Секако тука влегува во општиот хабитус, како изгледа една жена, мускулната маса, сето тоа е индивидуален пристап, меѓутоа треба да се фокусираме според класификацијата или категоријата како една жена изгледа, која е појдовната килажа, или според висината, па за да имаме оптимално, за да разговараме за колку килограми е нормално да се поправи во текот на бременоста. Ние знаеме дека е нормално во текот на бременоста се менува анатомијата на жената и во оној дел во поглед на зголемувањето на тежината, кога е особено во третиот триместар од бременоста, последните 3 месеца пред породувањето, така? Да, последните 3 месеци одстапува од дневниот внес на калории од 300 до 500
калории или неколку килограми. Тогаш знаеме во тој момент, во тој период, дека има потреба од поголема количина на храна, бидејќи храната нели за мајката и храната за бебето, па и тогаш се случуваат подруги промени во организмот во поглед на флуктуациите и хормоните кои што се доминантни во тој период од бременоста, особено прогестеронот. Навиките во исхраната се менуваат за време на бременоста. На почетокот кај некои жени се јавува одбивност кон одредени прехранбени продукти. Нормално ли е тоа? Нормално е така, тргнувајќи од себе, од моето лично искуство и искуството со жените кои што доаѓаат да се направи режим на исхрана согласно с бременоста и фазите кои што ги поминуваме заедно со составување на здрав и избалансиран оброк во првиот триместар од бременоста, значи првото тромесечие, се случува да имаат одбивност од храна. Тоа најчесто е од 5-та до 11-та недела трае, што во вториот триместар од бременоста најчесто исчезнува. Меѓутоа се случува и жените од почеток до самиот крај на бременоста да имаат одбивност кон одредена храна и тога се фокусираат на храна која што е еден тип на исхрана во текот на кој што може да ја конзумираат. Која што поднесуваат, така. Која што ја поднесуваат и ми е омилена во тој период од бременоста и се случува кај жените да кажат дека јас цела бременост ја поминав само со една краставица грицкајќи јадејќи, тоа најмногу ми одговараше, или мандарини или портокал, тоа се фокусираат на таков тип афинитет кон одреден тип точно така, да. Меѓутоа тука се случува заради флуктуациите и промените кои што настануваат во првиот триместар од бременоста, тоа е зголеменето ниво на естроген и ХСГ и затоа се случува да имаат одбивност кон одредена храна, особено на јаки на храна која што има јак мирис или интензитет. Кои продукти обично се тоа? Обично тоа се продукти, само да се надоврзам, бидејќи естрогенот и ХСГ-то се зголемуваат во овој триместар од бременоста, тука е прилагодено, односно тука реагираат на рецепторите на мирис и вкус, затоа имаат таа одбивност од храна. Тоа е особено за чинетата, лутата храна. Многу се различни се, нели, ние како жени и специфични, меѓутоа најчесто се може да биде одбивност кон месо, може да биде одбивност кон термички обработена храна, да ги задоволува вкусовите во тој период само со свежи ензими, може да биде само салата или само овошје, меѓутоа не треба да се елиминираат оние ресурси кои што навистина може да се вметнат како житариците, просото, хејдата, палентата, тие благопријатно делуваат на дигестивниот систем и не може да направат проблеми како одвраќање на храната. Она храна која што е запржена, нели кога се додава запршка во манџата, таа е храна која што го одвраќа мирисот на жената која што е бремена. Во тој случај, доколку би се подготвила храна која што не се запржува, нели брашно, има силен интензитет и вкус, може да се конзумира храна која што е од мешунките, по-неутрална храна, значи може да се вклучат и мешунките грав, грашок, леќа, боранија, бидејќи тоа е индивидуално афинитетот кон храната која што се конзумира во бременоста, меѓутоа да не се многу термички обработени, да не се додаваат, нели, многу зачини, каде што навистина тоа може да предизвика потешкоти или одвраќање од одредена храна. Затоа многу е важно и во било кој тек од бременоста, од првото тромесечие, второто и третото, да се конзумираат храна помалку и почесто, да се балансираат вкусовите и во тој период, односно првиот триместар од бременоста, да се вклучат неутрални намирници. Тоа се ориз, како што ги напоменав, житариците, месото доколку има одбивност, може да се замени со протеин од растително потекло, потоа може млекото и млечните продукти да се заменат со обогатено, односно растително млеко кое што е бадемово или млеко од било која јаткасти плодови кои што се растителни млека со цел да не направат потешка дигестија. Како што кажав, избалансирани оброци во текот на денот и да не ја заборавиме хидратацијата дека е многу важна, особено во првото тромесечие, да не се исклучи, нели, и останатите тромесечија, бидејќи е застапено повраќањето
или хиперсаливација, гадењето, една така. жена која што нели е нормално, која што трае Излачување овие повеќе на- недели, излачување на повеќе плунка плунка. или хиперсаливација. И одвраќање на храната или повраќање или гадење, тука е задолжително пиење на вода во текот на денот. Она што сакам да го напоменам, Да се земе ѓумбир? така може да се замени да се земе Вела дека ѓумбир. ѓумбирот ја смирува Ја смирува мачнината. мачнината, тоа сакав да се надоврзам, бидејќи кога ние ќе направиме избалансирани оброци, кога ќе ги вметнеме сите корисни нутриенти, тука ги вклучуваме сите ресурси, како што се протеините од животинско или растително потекло, потоа се растителните влакна, житариците, здрави масти, витамини, минерали, не ја забораваме хидратацијата, па и доколку нели имаме простор, имаат простор, зависност од индивидуалните потреби на самата жена и доколку тоа овозможува во самата бременост да се вметне и физичката активност и секако хигиената на здравиот избалансиран начин на исхрана и е потребен е сон, да имаме нели сон кој што ќе биде од 8 до 10 часа. Исто така сакам да напоменам дека многу е важно оброците да бидат на 5 часа временско растојание распоредени во текот на денот, како што се вклучувајќи ги нели појадокот, ручекот и вечерата, на тие 5 часа временско растојание да се направи еден пресек од 2,5 часа каде што ќе се вметне пиењето на вода и ќе се вметне овошје или јаткасти плодови, тоа се овошја богати со масти кои што ги задоволуваат енергетските потреби на самата жена, трудница или доилка, но исто така е важна хидратацијата во овој период од денот, од годината, односно во текот на целиот наш живот. Ова го напоменувам бидејќи појадокот и ручекот нели се на 5 часа временско растојание, многу е важно водата да не биде непосредно заедно после појадокот и ручекот, бидејќи така го усложнуваме процесот на дигестирање и варење на храната, па затоа да оставиме простор да се свари храната од неколку часа нели да имаме полесна дигестија и тука да вклучиме водата. Како што напомена ѓумбирот, нели секако е добар и благопријатно делува на оние дигестивни промени. Многу често ја препорачувам водата која што ја пијат да биде обогатена со вкусови, односно кога ќе направи ферментација. Самиот ѓумбир, 2 см изрендан ѓумбир во вода, каде што ќе се стави ким и анасон, а кимот и анасонот го даваме на бебињата, нели, кои што имаат грчеви во стомачето, така да и безбедни се овие да се додаваат во водата по 3 до 4 зрна со ѓумбир. Кога ќе ферментира и одстои од неколку часа, тие поволно влијаат на дигестивниот систем и прават лимфна дренажа на самата трудница или доилка. Така да ги намалуваат и тегобите во стомакот, па и ги елиминираат оние мачнини што се појавуваат. Така, значи во првото тромесечие кој има мачнини, ова е еден добар рецепт, Така, еден добар да. пристап за на природен начин да се смири проблемот. Така, и не само во првото тромесечие, водата е важна општо во текот на целиот период од бременоста, па и нели оние кои што не се ни доилки и кои што не се бремени жени, ова е мојот совет кон сите Во текот упатен. на целата бременост и во секојдневниот живот. Во секојдневниот живот токму така, а особено важна е водата во третиот семестар и се зголемува количината на пиење вода. Нели во првиот триместар од бременоста оптимално конзумирање на вода е 2 литри до 2,5, ама во текот на третиот триместар е поголема количината на вода и конзумацијата на вода и на тој начин овие состојки што ќе кажавме за во првиот триместар, па во третиот триместар од бременоста, 7-миот и 8-миот и 9-тиот месец прават лимфна дренажа, односно на целиот организам, на тој начин ја прочистуваат јетрата, нели ги исфрламе токсините бидејќи покрај тоа што внесуваме здрави оброци, салатата, нели сите тие кои што имаат токсини, нели непосредно пред конзумирањето треба да ги прочистиме пред да ги конзумираме, па на тој начин и ваквиот тип на вода прави лимфна дренажа и ги исфрла вишокот на вода и течности, а во овој период од бременоста самите жени задржуваат вода и течности, затоа се појавуваат отоци на рацете, нозете, на лицето. Така да водата е идеална во секој триместар, а особено во првиот, нели заради надополнување на количината
на вода, а во третиот триместар за да изфрлиме таа вишок на вода и заробена вода во самиот организам. Затоа е многу важно во текот на конзумирањето на оброците, како што ги напоменав, сите ресурси да ги искористиме, сите биланси, јас ги нарекувам, многу е важно да обрнеме внимание на храната и да не е солена. Значи, солта дополнително ја задржува водата во организмот, така да има и трудници кои што нели обожаваат солени вкусови, некои ја сакаат киселата храна. Сега доаѓаме всушност до тој дел. Значи, така. по првиот триместар, од првото тромесечие од бременоста, кога се јавува одбивност кон храната, потоа се јавува нешто спротивно, огромен апетит, еден лавовски, джиновски апетит. Така се нарекува, така. Да. И потоа жените имаат афинитет кон одредени продукти, желба за несекојдневни комбинации на храна, или пак ургентна потреба за храна. Во овој момент мора да се изеде нешто. И навистина во тој период е тешко здраво да се храни жената. Што советувате? Како да се избегне тој нагон да се јаде нездрава храна, да се јаде еднолична храна, да се има едно мени кое што ќе биде и ќе изобилува со вкусови, но и со нутритиенти. Така, па пробуваме да со трудниците да најдеме едно идејно решение, нели, како да поминеме бременоста, кој што се на режим на исхрана, меѓутоа и советот оние кои што не се на режим на исхрана, како да го одржат оптималниот внес на храна и потребни нутриенти кои што ги задоволуваат потребите. Секако, здравиот избалансиран начин на исхрана е добро да се вметне и да се има во предвид, бидејќи општата здравствена состојба на мајката да се одржи енергијата, секако дека се претрпуваат промените и е нормално да се има апетит и афинитет кон одредена храна или конзумирање на поголема количина на храна. Тука ја вклучувам бидејќи во тој период од бременоста кај трудницата се случува поголема концентрација на крв. Потребна, нели, потребна е храната за исхраната да ги вметнеме сите ресурси, бидејќи на тој начин преку мајката се храни и плодот. За здравје на плодот и за фетусот, но и за сопственото здравје на трудницата, тоа е важно. Точно, за сопственото здравје, за концентрацијата, за енергијата, затоа што ние кога внесуваме здрави и избалансирани оброци, ги даваме сите нутриенти на самото бебе и е неопходно. А обично кон што имаат афинитет трудниците? Кисели краставички, портокали, мандарини во зависност од сезоната, нели, кое што се нуди според времето, нели, во кој период од годината го имаат тој афинитет, меѓутоа се виртуози во нивните комбинации со храна сладко, луто, кисело, нели, таков тип на комбинации, или може да се конзумира храна која што иако ги мешаат, нели, сите тие вкусови што се појавуваат, е нормално да е зголемен апетитот заради поголемата концентрација овој пат на прогестеронот. Така во првиот триместар беше естрогенот и ХСГ-то зголемена концентрацијата, тука е на прогестеронот и најчесто лавовското јадење настапува заради тој покачен хормон. Со тоа што нема изговор дека мора се да се конзумира и да се мешаат намирници. Најголемата грешка е кај сите што се мешаат оброците. Значи, доколку се фокусираме да јадеме храна од животинско потекло или месо, риба, нека биде тоа со салата која што е соодветна и која што одговара и во зависност од самата индивидуа има некои што не јадат одредени продукти, па се прави, нели, некаква модификација и соодветна комбинација. Меѓутоа, мешањето на сега да земам да јадам ориз, па месо, па салата, оној митот што е да јадеме за двајца, дека на бебето му е потребна секаков тип на храна. Точно дека на бебето, на плодот му е потребна храна, меѓутоа здрава и избалансирана исхрана каде што ги содржи сите витамини и минерали. Бидејќи ако не внесуваме таква храна, внесуваме празни калории, тогаш може да дојде до наштетување на самиот плод и на самата мајка. Ако немаме доволна количина на внес на калциум, бебето го
извлекува калциумот од мајката и во подоцнежните години може да се појави остеопороза или омекнување на костите, остеомалација и така натака. Доколку нема соодветна исхрана во бременоста за зголемување на железото, тогаш плодот го влече железото од мајката и бебето и мајката се анемични. Исто така е важен витаминот Д да се внесува, каде што можеме да го исполниме со сите оваа храна која што во здрави избалансирани оброци. Доколку и храната исто така е сиромашна со овие нутриенти, тогаш се појавуваат проблеми со анксиозност или депресија кај мајката, нема доволно енергија, значи се појавуваат сите симптоми кои што не ги сакаме и буквално бременоста би можело да помине во хибернација и малаксаност или да нема енергија во текот на денот. Затоа храната која што е забранета за трудниците е процесирана храна, високо процесирана храна, храна која што содржи голема количина на сол, значи во текот на денот да биде количината 2 грама, да не е повеќе или прстовот најчесто им кажувам чисто за ориентација да имаат, за сладените, нели производи кои што се или кофеинските напитоци, го вклучувам тука кафето, да се елиминира барем во текот на денот да биде 200 милилитри пиењето на кафето, заради несоници, заради нели одредени, па и анксиозност може да се појави или будност. Потоа да се елиминираат алкохолните напитоци. Така, дали сите алкохолни напитоци треба да се елиминираат во време на бременоста? Ова е често прашање на трудниците или пак може да речеме да се напијат една чаша црвено вино? Така, една чаша црвено вино со 2 чаши вода, значи паралелно, може да биде добар дигестив за варење на храната. Повеќе од тоа би се оградила, би ги оградила нека остане само на таа една чашка црвено вино, бидејќи во црвеното вино има антиоксиданси и е корисно и како што кажав за дигестија. Меѓутоа процесираната храна, храната која што шушка најчесто им кажувам, нели чипсовите, грицките кои што имаат трансмасти, навистина тоа не е потребно. Иако се појавува желбата нели за грицки, меѓутоа има соодветна замена. Тука ќе ги вклучам и простите шеќери, значи торти, колачи со шеќер, каде што рафинираните шеќери навистина не би требало да се составени. Добро, со што да се заменат? Трудниците често пати имаат голем афинитет кон чоколадо. Која е здравата алтернатива? Вака, чоколадото и најчесто за време на ужинка 70% нели какао, кај што содржи еден ред на чоколадо, воопшто не е грешка да се вметне. Тоа е тоа црно чоколадо? Црното чоколадо кај што нели е застапено 70% на база на какао. Меѓутоа има многу алтернативи, многу сме збореле по емисии, сме кажувале, сме правеле и оброци каде што навистина може еден десерт кој што нема прост шеќер да биде заменет со здрава варијанта. Тука еве пример да кажам, тоа може да биде урми, суво овошје, каде што ќе се додаде суво грозје, каде што ќе се додадат јаткасти мелени плодови, па ќе се хомогенизира смесата со сок од портокал, ќе се направат бомбици во темно чоколадо, тоа е еден вкусен и добар десерт кај што ги имаме, ги заменуваме тие. Но повторно не сме да се претера. Претпоставам дека 2 до 3 максимум. Така да може да не значи цела доза да се исконзумира. Затоа јас најчесто велам умереност во се треба. Помалку и почести оброци доколку нели има тегоби самата бремена жена, меѓутоа доколку нема никаков проблем, нели има и такви трудници, бидејќи немаат никаков проблем и од се да пробат. Да, пресмета дека бременост е период во кој што можат вистински да уживаат во храната, се повикуваат на оној став дека жената за време на бременоста треба да јаде за двајца, но очигледно тоа е мит, веќе разјаснивте. Тоа е мит затоа што и никако не сме таков пристап. Не сме навистина затоа што и во мое време и јас кога бев бремена, нели јади за двајца, за бебето му треба храна, точно дека му треба храна, ама што таа храна ние 15 патели во текот на денот да јадеме. Доволни се 3 оброци каде што ќе ги исполниме сите ресурси, ќе имаме доволна хидратација во текот на денот, ќе вметнеме овошје, растителните храна од растително потекло, кое што се нели зеленчукот и овошјето, каде што располагаме со свежи ензими. Исто така сакам да напоменам и да дадам една
еден свој став во поглед на конзумирањето на свежите ензими во овошјето и во зеленчукот. Е многу важно да се јаде подобро, еве, доколку трудницата има некаков проблем со одредена храна или не сака да конзумира во тој период од бременоста, дали е риба, печурки, дали е месо, има соодветна замена, како што напоменав, меѓутоа да не се изостави салатата во текот на денот. И најчесто за оброците како предлог, нели, оброк, дали е месо, риба, печурки, мусака од зеленчуци, значи јас ја препорачувам храната од наше поднебје, каде што навистина имаме и варијанти на оброци, традиционалната храна, традиционалните оброци. Така, да, и каде што нас ни е потребно време од 30 на минути. Без разлика дали е трудницата на патолошка бременост и не може да стане, оброкот, нели, манџите или се она што се подготвува, брзо се подготвува и нема да пречи во тоа. Изговорот не може да биде процесирана или храна која што ја купуваме од нели од друго место каде што внатре се и трансмастите. Значи, сакам да напоменам, салатата е многу важна, бидејќи во првиот триместар од бременоста ни е потребна и фолната киселина, односно B9 витаминот. Тој е важен во првиот триместар од бременоста, бидејќи во првиот триместар од бременоста се формира спина бифиде или нервната туба кај плодот и затоа нели кај трудниците се дополнително се суплементира покрај суплементацијата, секако како што препорачува лекарот. Ние од наша страна како нутриционисти ја додаваме таа природна форма на B9 витаминот или фолна киселина, а тука ја наоѓаме и во кои продукти? Во продуктите. Во зеленолиснатиот зеленчук ја имаме, во карфиолот, ја имаме во спанакот, во кеј, во прокеј. Навистина можеме да ги исполниме ресурсите на оно зелен лиснат зеленчук кога го нарекуваме. Внатре не само B9 витаминот, тука се нели сплет на сите низа витамини и минерали. Само така ги црпиме тие природни ензими. Секако покрај суплементацијата важен е, како што напоменав, и фолната киселина и важно е да се внесува храна која што е богата со железо. Ќе стигнеме до тоа, само да ги поканам гледачите. Од овој момент да се вклучат во денешната емисија со дивни прашања. Почитувани, можете да го искоментирате и вашиот начин на исхрана за време на бременост. Еве ги покануваме жените да појаснат дали на вистина тие јаделе за двајца, како изгледала нивната бременост, колку килограми качиле, потоа на каков начин ги редуцирале килограмите, но секако можете да поставите прашање поврзано со сето она за што денеска говориме, а тоа е исхраната, но и хидратацијата за време на бременоста. Ги разгледуваме различите семестри, првиот, вториот и третиот семестар. Сега доаѓаме до железото. Знаеме дека железото го има во разни извори. Месото е извор, значи има животински извори на железо, има природни извори, растителни извори. Дали е seedно од кој извор на железо ќе го надокнадува оној дефицит на железо трудницата? Дали подеднакво едноставно се апсорбираат во организмот? Точно, многу убаво прашање и многу се засегнати бремените жени, нели во поглед на дефицит на железо во организмот и се склони кон дефицит. Многу е важно да се внесе железото, меѓутоа постојат два типа на железо кои што се внесуваат преку храната, како што напоменавте, храна од растително и животинско потекло. Најдобро како ресурс се искористува храната од животинско потекло, во месото, рибата, во јајцата и така натака, каде што може, тоа се нарекува хем железо, но постои и железо кое што е не хем железо, го наоѓаме во растителната храна и тоа се апсорбира во организмот 30%. Значи, максималното искористување е од храната од животинско потекло, со тоа што не значи дека ние само треба да се фокусираме на храна од животинско потекло да јадеме. Има алтернатива и можност да го врземе железото од растителната храна со витамин С и да има поголема искористливост во организмот. Тука е цвеклото, морковот, зелката, односно растителната храна заедно со витаминот С, односно храна со витамин
С салата која што може да се подготви, но има и доста алтернативи кои што ги правиме и ги подготвуваме ние, како што се чајот од коприва, од хибискус, каде што може да се направи алтернатива со мед или маџун со семе од коприва, каде што ќе ги недополниме. Трудниците обично прават некоја комбинација милено семе од коприва, потоа додаваат ленено семе, може да се додаде јаткасти плодови, мед, лимон и потоа го земат секој ден. Може ли тоа неограничено да се прима? Може или да се... има исто така некои правила, колку така, може нема да се никакво изедат? правило тоа, може да се... Бидејќи благо вкусно е, нели? Така, многу е вкусно. А има зголемен апетит во тој период. Така, најчесто препораката моја кога се конзумира ваков тип на алтернатива, нели, за да го збогатиме железото покрај основните оброци, секако дека може во текот на денот, 3 пати на ден, по една супена лажица од оваа комбинација која што ја споменавме, но исто така цедените сокови да не ги заборавиме, бидејќи и тие има дополнителна мок за да го зголемат нивото на железото во крвта на самата трудница, нели, комбинацијата добро позната на сите цвекло, морков, јаболко, каде што маџунот е исто така идеален да се додаде. Има многу можности за да ги исцрпиме сите ресурси од природата. Да не се заборават чаевите, да не се заборави храната, односно салатата, па и витаминот С можеме салатата да збогатиме со сок од лимон или цедените сокови како што напоменав, така да треба време за да се наполнат резервите, меѓутоа ова е природниот начин. Доколку лекарот ја води нели бремената жена и смета дека е неопходна суплементација, тогаш дополнително треба да се вклучи и суплементација. А кои се најдобри природни извори на калциум? Природните извори на калциум исто така е многу важно калциумот нели да се вметне во бременоста. Доколку треба суплементација, тоа секако го препорачуваме, можеме и ние како нутриционисти и нели лекарите. Количината дневна за бремените жени е од 1000 милиграми до 1200 во зависност нели од потребата. Меѓутоа имаме многу извори од калциум кои што можеме да ги искористиме ние и да ги вметнеме со цел да не дојде до дефицит, како што напоменав, нели до оштетување на структурата, скелетната структура кај мајката, со тоа и кај бебето. Значи имаме во многу производи, млекото, млечните производи и оние производи кои што се обогатени со калциум, а исто така да не забораваме црвената пиперка, и црвената пиперка, богата со калциум. Во секој растителен свет, нели, дали е тоа овошјето или зеленчукот, има се помалце, дури вклучувајќи го и калциумот и оние производи кои што ги напоменав. Многу е важно да ги овој калциум што е во организмот е важен и е важен витаминот Д, бидејќи тој не само за врзувањето на калциумот во организмот и како ресурс да го искористиме ние како дополнителна концентрација, дали е суплементација и преку храната или преку сонцето како извор на витамин Д, сите ресурси, односно сите концентрации на нивото на овие витамини се важни. Не треба да бидат во дефицит, бидејќи ако една мајка има дефицит на витамин Д, исто така се случуваат промени и во дигестивниот систем, и во имунитетот, и во врзувањето на калциумот. Затоа е потребна една подетална здравствена анамнеза и анализа без разлика за кого се работи, дали е доилка, дали е бремена жена. Значи не треба ниеден од овие параметри, без разлика дали е витамин, минерал или да отсуствува бидејќи тоа ги прави дополнителни тегоби. Што е со рибата и со морските плодови? Понекогаш трудниците добиваат совет да избегнуваат школки или пак некои други морски плодови. Јас вака би рекла, доколку е познат производителот, медитеранскиот начин на исхрана е сосема нели нормално да конзумираат, меѓутоа се тоа да биде во рамките на непретераност. Значи во текот на 2 недели еден оброк да е морски плодови или риба, да се... А што е проблемот заради живата? Така, да. Која што може да е во нив? Така, да, најчесто е тоа и кога ќе дојдат кај мене нели за советување
за оброците како да бидат, лекарот ми каже дека рибата треба да се или морските плодови треба да се отстранат. Ја почитувам нивната препорака и препораката на лекарот, па така да наоѓаме некоја соодветна замена, меѓутоа не би требало да се исклучи, бидејќи секако производите треба да бидат проверени. А кога зборуваме за масти, кои се најсоодветни во овој период? Така, напоменав трансмастите да се дека тоа треба да се елиминира. Тоа да се заборави. Ама трансмастите ги има секаде. Секаде тоа е навистина тешко да се елиминира, речиси невозможно. Така, да се читаат и декларациите, нели, што содржи одреден продукт, затоа што навидум здрав производ, меѓутоа кога ќе прочитаме етикетата има, нели, шеќери, соли и така натака. Најдобро е да се обезбедат мононезаситени масни киселини, кои што ги има во јаткастите плодови, во лененото масло, во маслото од авокадо, авокадото, исто така, каде што ќе ги исполниме оние 30% во текот на исхраната, па и мастите се маслиновото масло, лененото масло, каде што може да се вметнат во салатата, да се додадат. А путер? Така. Маргарина очигледно не, така? Маргарин не, но путер да? Така, да биде ограничена количината. Најдобри се ладноцедените масла или соодветно масло кое што го преферираат, меѓутоа да бидат мононезаситени масни киселини, бидејќи тие масла ја даваат енергијата на самата мајка, нели, за развојот на мозокот и тоа како се битни да се внесе таков тип на масти. Во кое тромесечие всушност трудницата има потреба за најголем енергетски внес преку храната? Така, најголем е во третиот триместар, 7-миот и 8-миот и 9-тиот месец во бременоста, бидејќи тука се случува плодот, нели, бебето да кажам расте и е необходен внес и поголема енергија е потребна на мајката. Ама тука кажав 300 до 500 калории во овој период од бременоста е сосема доволен, да не се ограничува дека мора да јаде за бебето да има висока стартна килажа од кога мајката ќе се породи, бидејќи ова е исто така еден мит. Битно ние да ги искористиме сите оние потребни нутриенти, избалансирани оброци во текот на денот, а самото бебе си ги црпи резервите од мајката доколку таа правилно се храни. Доколку не се прави соодветен баланс или осиромашена храна со нутриенти, тога се случуваат одредени сериозни, може да се случат здравствени проблеми, како што е висок крвен притисок, може да се случи анемија, нели, како дефицит на железо и низа други ситуации и проблеми кои што се соочуваат кои што најчесто може да се соочат доколку храната не изобилува со потребните ресурси. Дехидратацијата, како што споменавте на почетокот на емисијата, може да биде исклучително проблематична за време на бременоста. Затоа треба да се внесуваат течности. Кога зборуваме за течности, кој е најдобриот избор? Така, водата. Секогаш водата треба да биде прв избор. Прв избор е водата, меѓутоа ние кога внесуваме овош и зеленчук и во самиот голем процент, нели, изобилува и вода. Меѓутоа водата е незаменлива. Бидејќи под дејство на водата се случуваат биохемиски процеси, најсложените биохемиски процеси во организмот и тука влијае на терморегулацијата, на липидниот статус, за исфрлање на токсините од организмот, значи низа ситуации се случуваат и позитивни промени кои што со додавањето на водата прават организмот да функционира безпрекорно. Бидејќи тоа е важен за екскреторниот систем, за бубрезите, за срцето, односно за сите органи. Нашето тело во голем процент е всушност вода. И сега, каква вода да пиеме? Дали минерална, дали обична вода, дали да биде мала количина минерал? Вода, ќе бидам категорична. Значи, ниско минерална вода. Доколку се одлучат за флаширана вода и најдобро флаширана вода, да биде ниско минерална, тоа значи дека на 180 степени сувиот остаток што ќе остане да биде на ниско ниво. Тоа подразбира и е добро да се вклучи таков тип на вода, бидејќи не го оптеретува дигестивниот систем. Бидејќи ако имаме електролити во водата, натриум, калиум, калциум, и ако се под таа
количина, односно тој суфостаток ако ги надминува нискоминералните соодветни пропорции или препораки кои што ги препорачувам, тогаш може да дојде до отежната дигестивен систем и оптоварување на бубрезите. Секако водата е важна и за секрецијата, односно за кожата и за исфрлувањето, и за исфрлувањето на водата поминува преку бубрезите за да не ги оптеретува нискоминералната вода. Една е добриот избор. Ќе вклучиме уште еден гледач во денешната, односно првиот гледач во денешната емисија. Добар ден за него. Добар ден за гледачот во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Здраво. Ве слушаме одлично, повелете. Сакам да прашам, како најлесно да се изгубат килажата после бремноста од несината храна? Како најлесно да се изгубат килограмите? Разбравте? Не. Уште еднаш? Да, после бремностата. После бременоста? Да. Да, значи по завршувањето на бременоста како најлесно да се изгубат килограмите? Ова е едно одлично прашање. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Сега тука се случува друга фаза, нели? После породувањето вишокот на килограми на организмот остануваат. Понекогаш дури некои жени накачуваат исто така во периодот на доењето. Вела дека со доењето се губат килограмите, но нечии искуства говорат и нешто друго, дека може да се покачи. Така, после породувањето нормално е да му дадеме простор на организмот после породувањето да ги намали тие килограми вишокот на вода и течности. Обично за 30 на дена, 35 дена треба да дојде до првобитна состојба, како што била жената пред бременоста, меѓутоа ако останат килограмите, како што напоменав, дали кај бремената жена или кај доилката, следно е фазата на доење. Така, она што треба да се обрне внимание, како што напоменав, 3 главни оброци со ужинки и вклучување на вода на хидратација. Само со здравиот и избалансиран начин на исхрана може да се постигне да се намалат и килограмите после породувањето. Многу од жените кои што се доилки, најчесто чекаат да помине време да се воспостави лактација, па после да прават промените со намалувањето на килограмите од страв дека може да го изгубат млекото. Тоа не е точно, бидејќи кога се обраќате на нутриционист, нормално е дека ќе се вклучи храна која што е избалансирана. Сериозно може да се наруши здравието кога се воспоставува диета која што не ги нуди овие ресурси за кои што говоревме сега. Значи, кога храната е соодветно избалансирана и се внесени сите потребни елементи, тогаш може да се изгубат и килограмите, меѓутоа, тоа зависи од индивидуата, колку килограми се вишок после бременоста и колку треба и за кој интензитет временски треба да се намалат килограмите. Оптималното намалување на килограми од 4 до 6 во текот на месецот. Меѓутоа, тоа зависи од стартната килажа, на колку килограми сме останале во текот после породувањето и доколку е доилка, треба да се направи соодветен режим да има подобра лактација. Така, може ли промената во режимот на исхрана да го намали мајчиното млеко? Не. Не? Не. Затоа што тука се вметнува кога имаме доволно хидратација во организмот, кога имаме доволно витамини и минерали, кога внесуваме се што треба, напротив, треба да се зголеми лактацијата во тој период. Природно е, додека се воспостави таа лактација 15 на дена, да има осцилации во продукцијата на млеко. Тоа после се стабилизира и треба да се одржи во текот подолг временски период, мајката да биде доилка, за да ги бебето да ги искористи сите потребни нутриенти преку мајчиното млеко. После породувањето, што советувате во однос на исхраната, што да се направи? Што да се направи? Да се свати сериозно, бидејќи и како за бременоста, така и во текот на лактацијата, затоа што кога веќе сме се оствариле како родители и мајки, треба да ги
препорачаме здравите животни навики во текот нели со растењето на нашето бебе, на нив да им се вметнува храна која што е избалансирана и здрави оброци, но мајката треба да обрне внимание значи на здрава и избалансирана исхрана. Секогаш тоа го повторувам, знам дека ние како нутриционисти сме здодевни, меѓутоа тоа важи за сите. Како за бремените жени, како да биде нели здравиот начин на живот, наш стил на живење. Секако многу од доилките ме прашуваат дали е дозволена физичка активност. Секако пешачењето или блага умерена физичка активност и тоа како добро ќе дојде. Така, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци и што на еден убав начин на сите трудници, на сите идни мајки му објаснивте каква треба да биде исхраната, но и на пошироката публика за да се надмине оној мит дека трудницата треба да јаде за двајца. Тоа не е точно. Значи не треба да јаде за двајца. Така, благодарам за поканата. Се надевам гледачите ги совлада сите оние наши препораки и се препознаа во некои наши препораки или пак ќе елиминираат и отстранат нешто што не е во здравиот начин на живот. Така, ви благодарам уште еднаш, ким се заблагодарам и на гледачите што и денеска не следеа со внимание почитувани Емилија Спасовска-Мојсовска, магистар нутриционист, беше гостинка во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и ви посакувам пријатен ден.